Посетете се себе си. Како седите. И како што ја завртувате свесноста на себе и помислувате на себе, осетете се убаво. Оставете една милина и топлина за вас да ве преплави од душата, од срцето, низ цело тело. Зашто сте прекрасни. Секој од нас, како единка, со она што го носиме во себе, со она што го даруваме преку нашата работа на светот, сме прекрасни, единки. А кога уште умееме да бидеме заедно, во заедница, и да ја споделуваме таа убавина, тогаш е уште попрекрасно. Зашто љубовта е енергија. Енергијата се движи, се дава и се прима. И останете малку со тоа чувство и таа мисла дека сте прекрасни. Дишете. Отпуштајте се да стане телото спокојно. Дишењето рамномерно и малку подлабоко. И оставете низ вас да струи тоа сознание, тоа доживување, дека сте прекрасни. И уште едно ова убаво чувство. Додадете го чувството дека сте благодарни. За тоа што сте живи. За тоа што имате прилика да чекорите по ова планета. Из кое што душата собира искуства.
Благодарни за сите убави нешта што ги имате. И материални, и нематериални. За се оно што може да се сетите дека го имате. Но и за се она за кое што не можете да се сетите дека го имате. А и за она за кое што не ни знаеме дека го имаме. Колку пати само некој ни помогнал, не сме ни свесни за тоа. На разни начини ни се помага. Благодарни на планетата што го поддржува животот. Благодарни на вашите родители и сите ваши предци. Благодарение на нив сме тука. И ако ви излегуват и конфликти што ги имате со родителите, сето тоа е во ред. Се додека зад сето тоа може уште и да кажете благодарам. Конфликтите се нормални, дел од животот и недоразбирањата. Меѓутоа битно е да ја осетиме нишката на животот, како животот се случува. И за тоа сме благодарни. Благодарни на вашата фамилија, другите членови од фамилијата, за сите убави нешта што ви ги даруваат и сите проблеми што ви ги даруваат. Благодарни на пријателите што се дел од вашиот живот. На сите оние што ги познавате и што не ги познавате, а се дел од вашиот живот и ве поддржуваат. Благодарни и за сите проблеми и недоразбирања и трауми и паѓања
што ги имате во својот живот. Зашто преку нив растеме и созреваме. Убаво е да во љубов учиме, меѓутоа уште не достигнавме потполно до тоа ниво, па проблемите ни се најдобар учител. И колку и да мислите дека некои проблеми или ситуации се нерешливи, сепак има трансформација на тоа. Тоа значи трансформација на нашата свест, на нашето разбирање за нештата. Ако сакаме, ако сакаме да ни е добро, ако сакаме да има мир во нас, сакаме да има љубов, треба внатрешно да пораснеме. Да сватиме дека има прифаќање, дека има неврзување, зашто се е минливо во овој свет. Тоа е природата на светот во кој што живееме. Трансформација на свеста што ќе не доведе до таму да покрај сите движења горе и долу во убави и неубави нешта што ни се случуваат, длабоко во нас остане нашиот мир, сознанието и доживувањето дека сум добро. И покрај се, длабоко внатре во мене, јас сум добро. Тоа се само искуства, различни, што нашата свест ги отсликува. Пробајте да го најдете тој мир во себе. Некогаш се доживува како безграничен извор на мир и љубов.
каде што се сите љубови, наши индивидуални, во таа смисла сите љубови, ако постои тој збор. Каде што е се присутниот мир и љубовта што го создава животот. И битно е да се навикнеме да се враќаме на оваа љубов во себе и овој мир во себе. Зашто од тука тргнува исцелувањето и разрешувањето на сите проблеми. Не можеме да стигнеме до тоа да ни е добро, ако постојано сме загрижени. Не можеме да оздравиме, да сме здрави, ако постојано се плашиме од болеста. Не можеме да сме во мир, ако сме уплашени. И наш избор е дали ќе ги прифатиме стравовите, на разни начини се сервирани околу нас во надворешниот свет. На нас е дали ќе се закачиме за стравовите или имаме доволно снага да останеме со својот внатрешен мир и со љубовта. Ако сме доследни доволно, ќе видиме, ќе доживееме дека љубовта чини чуда. Дека внатрешниот мир значи внатрешна снага. Бескрајна. Како што и љубовта е бескрајна. Снага, но миролюбива. Зашто сваќаме дека сме сите поврзани. И сите сакаме исти нешта. Малку радост во животот.
И како што ние чувствуваме љубовта и го чувствуваме мирот, посакајте и другите исто така тоа да го осетат. Да си го најдат својот начин, да допрат до својот мир и својата љубов. Наше е само да бидеме пример. Никого не убедуваме, не е тоа наше. Наше е само да бидеме пример. И од ова состојба на љубов и мир видете се себе си во годината што доаѓа. Какви успеси си посакувате, какви остварувања си посакувате. Каква верзија на себе си посакувате, за да имате уште повеќе радост и уште повеќе љубов во себе. Мислам дека тоа е најголемата желба што може да си ја посакаме. Да имаме уште повеќе љубов и уште повеќе радост. И можност да ја споделуваме.
ovaj pad po potraga po sebe si, nikogaš ne sme sami. Sekogaš imame pomoć i podrška. Iako naš je od to a nego gleda sekogaš. Nego da osetite дека не сте само вашиот туку многу поширока свест еден дел од вас што е поврзан со безвременото. И да се вратиме пак на чувството на благодарност. И на свесноста дека имаме внатрешна снага и одговорност за себе и светот околу нас. Полека ќе завршиме со медитацијата, оставајќи љубовта и мирот да зрачат од нас. Полека кога сакате, ставете да стане дишењето малку подлабоко. И вратете се на чувството за телото.